до објавување на документите пред одлежана работа, значи конкретни датуми. Најпрво дозволите во име на подготовката на стратегијата и акцијскиот план, како за вашата страна. Напред се дефинираат клучни дати, инклюзивна посмата прашања, во случај за министерот. Благодарам Марија, благодарам и на присуството на сите присутни. Не можам да кажам дека сме во голем број денеска, ама од друг аспект тоа може да значи дека можеби нема големи контроверзии оваа стратегија, ама ќе видиме на крај, да не збрам пред рака. Добро, ова е уште една фаза, би рекол една од финалните фази пред донесувањето на усвојувањето на стратегијата за реформа на јавната администрација. Процес кој што беше почнат и во претходниот мандат од претходната влада, имаше еден нацрт текст над кој што продолживме да работиме. Имавме втор нацрт текст, го комунициравме на јавна дебата, бевме во комуникација со јавноста. Ги реотворивме 4 работни групи, во кои што исто така го отворивме процесот, се обидовме да биде уште поинклузивен, да пристап добијат и оние кои што можеби претходно немале или не сакале толку да дадат свој активно учество. И стасавме до еден, би рекол, квалитетен и издржан документ, кој што понатака го комунициравме и со Сигма, и со Европската комисија, со кој што бевме, можам да кажам, и во дневна комуникација, и во оваа прилика би сакал да се заблагодарам и на представниците на Сигма, и на представниците на Европската унија за целата помош што имавме, пак ќе кажам, дори секојдневно во подготвувањето на акцијскиот план и особено на буџетот за спроведувањето на стратегијата за реформа на јавната администрација. Оно што мене лично ми беше и ми е цел е дека оваа стратегија не сме да остане само слово на хартија, буква на хартија, туку навистина да биде мерлива, да биде спроведлива, да биде издржана, че да може да биде финансирана, но и да може да секој што е заинтересиран да може да ја следи незината имплементација. И тоа е многу важно, зашто ќе се осврнам малце подолу. Но она што е важно е дека пред се ќе даде резултати. Се работи за 4 годишна стратегија, резултатите преку ноќ нормално не треба и не можеме да ги очекуваме, но имаме конкретни чекори и фактори кои што се обидовме да ги сконцентрираме во особено првите 2 години од акцијскиот план за стратегијата. Затоа имавме и различни мислења помеѓу заинтересираните страни, сите оние кои што учествуваа во подготвувањето на стратегијата, но изнајдовме сили со наша, значи со домашни капацитети, но и со помош нормално и на пријателите од меѓународната заедница за успееме голем дел од активностите да ги сконцентрираме и во првите некако 2 години од акцијскиот план за стратегијата. Она за што особено треба да сме, па би рекол некој начин и горди, дека ова се работи за прва стратегија во која што има индикатори за следење и буџет. Значи секој кој што сака да ја следи имплементацијата на стратегијата може активно се вклучи во неа лесно. Немате потреба од некои претерани знаења за да следите имплементацијата за стратегијата за реформа на јавната администрација. И тоа исто ни беше целта. Граѓаните да знаат што се случува. Граѓаните да знаат докаде и што е спроведено и да може согласно на тоа позитивно или негативно да реагираат. Она што е исто така битно и е голем чекор што го направивме беше со формирањето на Советот за реформа на јавната администрација. Значи Советот има неколку функции и ќе ги прочитам сега, меѓутоа клучните ги кажам на крајот. Значи едно е координацијата на процесот на реформа на јавната администрација. Земното поврзаност и усогласеност на стратешките документи, нешто што многу ни фалело и ни фали како влада, сите влади до сега. Имаме премногу различни стратегии кои што различни институции си ги носеле, кои што помеѓу себе не биле хоризонтално координирани. Кохерентно планирање на реформата на јавната администрација, буџетот и процесот на евроинтеграција на Македонија се е дел и од овој процес. Следењето на спроведувањето на акцијскиот план на стратегијата. Клучниот аспект зошто го формиравме Советот за реформа на јавната администрација. Значи, Министерството за информатичко општество и администрација не е надлежно за целата администрација. Јако во јавноста и многу од граѓаните така можеби погрешно го сметаат. Секое министерство си има свое водство и тие се сите задолжени за имплементација на сите стратегии во сопствените институции. Но токму затоа ни требаше едно вакво
тело кое што ги биде централно, кое што го води премиерот на владата и кој што ќе може да се погрижи дека сите мерки кои што ги имаме предвидено во стратегијата ќе бидат навремено имплементирани од институциите и соодветно буџетирани. Дали од страна на државата или од страна на помагачите од меѓународната заедница. Приоритизација на клучните чекори во процесот на реформа на администрацијата. И тоа е многу битно. Затоа ни треба централна координација, затоа ни треба совет на ниво на влада, за да можеме да направиме приоритети, за да секој од нас во министерствата не прави нешто што можеби во тој момент не е од клучна важност за политиките на владата. Разгледувањето на ефектите на реформскиот процес е исто така важно и нормално насочување на понатамошните циклуси на планирање за реформата во јавната администрација. Значи, пак ќе кажам, се работи за 4 годишен план за реформа, односно скоро 5, меѓутоа процесот нема да заврши. Ние никогаш, се надевам дека никогаш, тоа е добро, во позитивна смисла кажувам, дека нема да кажеме готово ние завршивме со реформа на јавната администрација, имплементирана една стратегија. Не, видете го само развојот на новите ИКТ технологии, што тој се овозможува и во реформите на администрацијата. Ние овде имаме само фатено еден дел, она за што до сега сме сигурни дека може да го имплементираме. Само во наредните 4 години технологијата може да донесе кој знае што друго, што ќе помогне за поефикасно, побрзо, поевтино работење на администрацијата. И затоа апсолутно се надевам дека овој процес никогаш нема да заврши, и ќе имаме следна стратегија на што ќе се посветиме веднаш по усвојувањето на оваа и за планирање на следните чекори, за да имаме процес кој што ќе оди во континуитет. На крајот, навистина не би сакал јас многу да должам во моје обраќање, затоа што во детали за сите делови од стратегијата ќе се обратат координаторите на работните групи. Она што би сакал да го направиме, да ја повикам целата јавност активно да се вклучи во следењето на имплементацијата на стратегијата за реформа на јавната администрација. Тука се важни и секој граѓанин посебно, и невладиниот сектор, и стопанските комори, и нормално и синдикатите, сите оние, универзитетите, сите оние кои што се заинтересирани и според документите кои што и сега се, но и во многу поголема бројка и форма ќе бидат достапни на јавноста во идниот период. Владата се повеќе објавува нови документи, ќе ја зголемиме тој број во наредниот период, но и доколку имате потреба и од соодветна дополнителна комуникација и помош, слободно ја повикам целата јавност да се обрати до Министерството и до владата, за да овие соодветни информации ви ја дадеме на располагање. За почеток ви благодарам и сега можеме малку во детали да разговараме.